која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Според Светската здравствена организација, 1,3 милиони луѓе годишно го губат животот во сообраќај на незгода. Од нив 400.000 се на возраст до 25 години. На дневно ниво, тоа се 3.500 завршени животни приказни. Сообраќај на незгода може да му се случи секому секаде и во секое време. Се смета дека не постои човек кој што барем еднаш во животот не ќе стане причинител, жртва или сведок на сообраќај на незгода. Во оваа наша флексија Горан Милковски е учесник. Година 1991. Една сообраќајна незгода, 2 изгубени човечки животи и многу тешки телесни повреди. Ова е неговата приказна. 4000 спортски преноси, илјадници спортски емисии, прилози на спортски теми. Горан Милковски со својот препознатлив глас речиси не постои спорт кој не го коментирал. Од фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, хокеј па се до шах. Дипломиран професор на Факултетот за физичка култура, првенец на генерација, кој 30 години работи во македонската радио-телевизија. Денес тој не е само спортски новинар и коментатор, туку и уредник на спортската редакција во македонската телевизија. Коментаторска позиција имал на олимпијади, на светски и европски првенства, а подеднакво професионално им пристапува и на преносите од празните трибини во македонскиот фудбал. Коментирал вкупно 15 олимписки игри, зимски и летни, од кои 6 директно од прва рака. Сведочеше од Атланта, Сиднеј, Атина, Торино, Пекинг и Лондон. Секој олимписки пренос за него е предизвик, зашто на едно место има многу квалитетни тимови и спортски поединци кои се борат за местото на пиедесталот. Тој е коментатор на најатрактивните фудбалски надпревари од Лигата на шампионите и Лига Европа, како и други спортски настани од меѓународен и домашен карактер. Горан вели дека чувството да си во друштво со спортска елита е прекрасно. Сепак, од преносите би ги издвоил оние кога македонските спортисти настапуваат на големата сцена и освојуваат медали. Ако се земе предвид континуираното покривање на надпреварите, тогаш навистина сизифовска работа би било евидентирањето на сите негови известувања од спортски настани. Горан бил иницијатор за основање на Хокеарска федерација на Македонија, каде сега е генерален секретар. Од годинава тој е председател и на Карате федерацијата на Македонија, но и председател на Балканската федерација. Сега почнуваме да идеме со програма студиото, а потоа ќе продолжиме со оно што се случува тука во живо од да. Ќе разговараме и со другите наши гости. Преносите од спортските настани знаат често да му го планираат и денот, но сепак, за него најважно е семејството, сопругата Лидија и двете деца Марија и Димитар. Животот е еден и нема цена, а Горан Милковски по сообраќајната незгода доби втора шанса. Ова е неговата приказна. Горан, разговорот ќе почнеме од почеток. Со оглед на тоа дека си дипломиран професор по физичко образование, како почнува твојата новинарска кариера во македонската телевизија? Па поврзано со спортот, нели, физичко образование, спорт, тоа е дел фактички физичка култура на времето се викаше, факултет за физичка култура. И таму некаде во почетокот на 1990 година имаше оглас јавен дека бараат со работници за скопска и за спортска редакција. Некои од моите колеги тогаш на факултет, бевме прва кон втора година, трет семестар почнувавме, ме убедија да се пријавам, затоа што имав доста познавања, многу зборував постојано, покрај тоа што се дружевме, игравме, спортувавме и така почна се.
се пријавив, ме примија, еден од тројцата тогаш и потоа останав до моментот додека не завршив факултет, па имав и редовен работен однос. И така, од тогаш има 25 години, наку 30 откако ме убедија колегите да се пријавам на тој конкурс. Со оглед на тоа дека имаш многу динамична работа, многу динамична професија, бара многу движење, менување на многу локации, колку често заради работата си во автомобил, во воз, во авион, колку често си во движење за да стигнеш до позицијата од каде што треба да известуваш, да направиш прилог, да коментираш или било што друго? Па јас на шала ќе кажам дека како таксист, обично го вртам Скопје буквално на најфреквентните места, затоа што Македонска радиотелевизија знаеме каде е. Комуникација секојдневна, речиси секојдневна со добар дел од спортските федерации, поединци со кои сум или колега или пријател или професионално сме врзани, така тоа се испреплетено, значи таа комуникација буквално е секојдневна, така што многу внатре сум во автомобил и главно самиот возам, значи немам време да би сакал да имам друг начин, ама тоа е опцијата. Значи каде можеш пешки да, меѓутоа на кратки локации обично треба 2 км, 3 км, 5 км терминот да го задоволиш, да го испочитуваш тој што треба, нели? 1990 година почнуваш како хонорарец во Македонската радиотелевизија. 1991 година те праќаат на службено патување во Дебар. И во тој период се наоѓаш во автомобил со твои колеги од Македонската радиотелевизија. Се случува сообраќајна незгода. Во таа сообраќајна незгода има 2 жртви. Ти поминуваш со многу тешки телесни повреди. Што се случи? На што се сеќаваш ти од тие моменти? Се сеќавам скоро на се, као да беше вчера. Иако има временска дистанца, 29 години календарски, речи си 29 во ноември. Никогаш тоа не ме напуштил и нема да ме напушти. Не знам колку ќе бидам на овој свет, меѓутоа тоа не се заборава. Тоа се оние силни чувства кои што ги имаш и кои што стануваат дел од твојот живот. Мене буквално ми го смени животот. На што се сеќавам? Се сеќавам дека бевме да ја одработиме таа задача која што ни беше дадена. Ја одработивме и се сеќавам дека бевме многу блиску до Скопје, меѓу Тетово Скопје на тој стар пат, близу Грубчин. И како викаат, бум, трас, веќе не се сеќаваш ништо. Се сеќаваш само на некои свесни или подсвесни моменти. Неколку часа потоа се будиш во болница, гледаш дека нешто се случило, нормално ништо не ти е јасно. Операции, 2 во истата вечер, другиот ден се будам и сосема почнува едно ново погледање во животот. Што прво виде кога ги отвори очите? Кого прво виде? Па неколку часа после сообраќајката, ако била од 17 часот, значи некаде 21, 22 некаде беше, значи трансферот од таму до војна болница. Војна болница во тоа време, значи 2 месеци откако беше изгласан референдумот за независна Македонија, точно 2 месеци. Војна болница, знаеме тогашната ЈНА дека целокупната битна опрема веќе имаше земено. Од таму трансфер до државна болница. Беше недела, попладне, приквечер, многу тешко. За среќа, моја среќа да кажеме моментот, на травматологија во тој момент директорот, сега покоен, Војслав Костовски, се нашол во тој период таму, дежурен, и решава дека треба да се прави итна операција на ногата која што имаше отворена рана и многу крварење. Исто така и проблемот со окото и очната докторка која што била исто така во тоа време, велат најдобрата, за мене најдобрата, како втора мајка, Гордана Ивановска Софрониева, би сакал да ја поздравам. Значи во ист момент прават 2 операции, нешто што е реткост веројатно. Меѓутоа за среќа се многу успешни и можам само да заблагодарам на успешноста на тие операции, веројатно некој ќе рече судбината, Бог и така натаму, веројатно се има по нешто. Придонесло за да можам да продолжам да функционирам навидум нормално, ти кажам. Инаку се менува, буквално се менува една таква случка. Ќе те вратам само уште малку на тој момент кога се случува тој удар. Имаш ли некакви сеќавања? Се сеќаваш ли на некакви моменти пред да се случи тој удар? Свесен ли си за тие моменти? Па бевме заморни сите, бевме во Дебар, па во Маврово, па се враќавме и така натаму. Знам само дека едно возило пристигнавме, можеби минута 2 пред тоа. Луѓето од тоа возило, една моја драга пријателка која после не посетуваше долго време,
успеале да не излечат, успеале да не транспортираат со помош на други возила до војна, од војна болница во државна болница. И друго, се сеќавам како во магла, нормално, тоа е свесно, подсвесно и така натаму, како некои извици, нормално луѓе, паника, се случило нешто страшно. Затоа што се работеше за директен судар. За жал, двајцата шофери ги нема од таа случка и јас не бев воопшто во сјајна ситуација. Се сеќавам дека во војна болница, како да сум бил во полусвесна состојба кога слушнав некој од медицинските лица рекоа овие двајца, мене и уште еден, шоферот кој што потоцна почина, не се разбуди, носете ги во државна и така се готови. Тоа го слушнав и сум го слушнал и понатака кога сум го анализирал, мислам, како враќање онај фидбек назад. За жал тој не се разбуди. После 15 дена од кома и почина. Друго, првото што го видов во државна болница, ликовите на мајка ми и сестра ми кои што ги видов, не би сакал никој што ги видам така. И единственото нешто што го помислив, мене нешто ми се случило, веројатно нешто страшно. Нормално не знаеш и само се помолив да, ако можам да преживеам и да бидам нормален, да не ги гледам вакви и тие да не ме гледат ваков. Горан Милковски од оваа сообраќајна несреќа излегол со тешки телесни повреди и трауми за цел живот. Силното физичко тело и желбата да остане со чиста мисла и исправен пред предизвиците му помогнале да продолжи да ја раскажува својата новинарско-спортска приказна, чиј почеток бил непосредно пред сообраќајната незгода. И тоа е неговата привилегија, среќа во несреќа или судбина, да ја избегне црната статистика од македонските патишта. Според статистиката на Светската здравствена организација, од 20 до 50 милиони лица годишно се повредени како резултат на сообраќајна незгода, а 2 милиони од нив го губат својот живот. За намалување на црната статистика, за зголемување на свеста, за одговорни возачи, за сообраќај без жртви. Важно е однесувањето на сите учесници во сообраќајот. 7-годишно дете жртва во сообраќајна незгода. Сообраќајна незгода со повеќе повредени лица. Пијан возач удри велосипедист. Удрен пешак во населбата Аеродром. Удрено девојче на булеварот Партизанска. Се насловите кои за жал станаа дел од нашето секојдневие. Речиси секој ден нов случај и нови повредени лица на улиците и патиштата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира дека време е да ја разбудиме свеста. Сообраќајните несреќи за жал станаа секојдневие, а причините за нив се различни. Најчести причини се секако брзото возење, односно неприлагодената брзина, што надвор од градските средини, што во градските средини. Ке потсетам дека пропишаната брзина во град е 50 км на час, но веројатно можеме и сами да приметиме дека низ градот многумина малку возат 50 км на час, доколку се попразни улиците, што е една од главните причини за сообраќајни несреќи. Исто така употребата на алкохол, таа исто така многу застапена кај сообраќајните несреќи и онаа фама дека со една или две или три чашки сепак можете да управувате со моторното возило. Значи, покрај брзината, неприлагодената брзина, покрај употребата на алкохол, тука е и непочитувањето на сообраќајната сигнализација, што вертикална, што хоризонтална, кога не се почитува правото на предимство или па се поминува на црвено или жолто, што само го зголемува на некој начин бројот на сообраќајни несреќи. Колку стресот и користењето на мобилни телефони во сообраќајот предизвикуваат некоја дефокус, деконцентрација и доведуваат до појава на сообраќајни несгоди. За жал, новата технологија донесе и нови проблеми во сообраќајот. Употребата на мобилни телефони за време на управување со моторното возило го зголемува процентот на ризик од евентуална сообраќајка или сообраќајна несреќа и евентуални жртви. Под жртви не се само починати, туку и повредени лица. За жал, мобилните телефони сите ги користиме на некој начин, понекогаш и за време на возење. Токму поради тоа Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, една од годинешните кампањи ја посветува и за предупредување до сите оние што управуваат моторно возило да не користат мобилен телефон. Само ќе потсетам дека можеме да погледаме кога седат автомобилите на црвено и чекаат да се запали зелено, речиси сите
повеќемина се загнати во своите мобилни телефони и така се деконцентрирани. Исто така и стресот, за жал, сведоци сме на рутинско управување со моторно возило. Поголемиот дел од сите нас, еве јас исто како возач можам да го кажам тоа, гледаме да стигнеме од точка А до точка Б што побрзо можеме, неконцентрирани, само со цел или побрзо да стигнеме, прито со мозокот забиени во проблемите и во денот што не очекува, токму таа неконцентрираност и таа нервоза полно прати кога ќе ни падне концентрацијата, може да предизвика ризик од некаква сообраќајка. А што велат статистиките во бројки? Претходниве 2 години, колку повредени, колку жртви имала? Статистиката вели дека за изминатата 2019 година има мало опаѓање во бројот на жртвите и повредените. Мислам дека беше 133 загинати, за разлика од 2018-та, кога имаше 134 за едно лице, но сепак се бележи некакво опаѓање. Но 2017 година имавме 155 жртви, што ако земеме сега во некаква математичка прорачунка, има намалување на бројот на загинатите и на процентуално ако се направи паралела меѓу во светски рамки. Во светски рамки ако се земе во предвид на 100.000 жители во европските земји има околу 5 загинати, додека кај нас ако истата таа математичка операција направиме, имаме околу 100 мртви, што кажува дека имаме висок степен на број на жртви, но сепак тоа е во пагање. Но нула жртви во сообраќајот е она што би било идеално и кон што се стремиме сите ние и како граѓани и како учесници во сообраќај, но и како Републички сојуз за безбедност во сообраќајот, бидејќи континуирано правиме кампањи со цел да ја подигнеме јавната свест до сите учесници во сообраќајот со едукативни, со медиумски настапи, со теренски активности, затоа што културата, сообраќајната култура, сообраќајната етика се главниот, ми се чини, мотор за намалување на ризикот од сообраќајни несреќи. Ги спомнавте кампањите, ве следам, особено околу празниците апелирате што помалку нели да се конзумира алкохол, да внимаваат на своето возење. Колку овие кампањи се покажале како успешни, колку ти имаат влијание врз учесниците во сообраќај? Кампањите имаат големо влијание и од кампања во кампања се поголемо влијание, но ние покрај кампањите медиумски имаме и теренски активности. Културата и начинот на управување и учество во сообраќај, значи ќе потсетам, сите сме ние учесници во сообраќај без разлика дали сме зад воланот, дали сме пешаци, дали возиме велосипеди, мотори, електрични тротинети поново, сите сме учесници. Културата се прави од мали нозе. Токму една од кампањите, но и често преку година Републички сојуз за безбедност во сообраќајот на пратиштата спроведува едукативни предавања во децата од најмала возраст, па и средношколци, со цел да ги потсетиме, да ги посочиме и да им укажеме колку е важно да бидете одговорни во сообраќајот. Републичкиот совез за безбедност на сообраќајот на патиштата започна со реализација на кампања под мотото Стави појас. Кампањата опфаќа едукативни активности преку електронските и социјалните медиуми, теренски активности, но и засилени контроли од сообраќајната полиција. Користењето на појаси е законска обврска, како за возачите, така и за патниците во автомобилот. Возачите и патниците пред се треба да знаат дека користењето на сигурносниот појас е наменето за нивна лична безбедност, и тоа е суштинско за тоа какви ќе бидат последиците од сообраќајните незгоди. Законот предвидува казни за возачите и патниците кои не користат појаси, но нема поголема казна од последиците кои може да произлезат како последица од сообраќајните незгоди. Во моментов се уште трае кампањата Врзи појас, таа е наменета за употреба на појасот, пошто ме побара статистика, само ќе потсетам дека појасот кај нас е на ниско ниво, би рекол, на употреба околу 40%, додека во европските земји околу 90%. Исто така, сакам да посочам дека и сопатниците се обврзани да имаат појаси, не само тој што е напред, туку и тие што седат назад. Кај нас е околу 0%, речиси да не се користат, додека во европските земји е 70% од употреба на каишите на сопатниците, што само го покажува процентот каде сме ние во однос на европските земји, нели ние се стремиме да одиме натаму. Оваа кампања
Инаку ќе потсетам дека казната за неносење на појас од возачот е 40 евра во денарска противредност, додека за сопатниците е 50 евра. Поскапа е, бидејќи одговорноста е исто така нивна и поради тоа што е ниско ниво на употреба на тие заштитни појаси, се обидуваме ние да апелираме до граѓаните дека мора да се користи заштитен појас. Докажано е научно, сообраќајот е наука и докажано е дека луѓе кои користат заштитни појаси, околу 60% се побезбедни при евентуална сообраќајна несреќа отколку оние што не користат. Сега е таа кампања, претходно имавме зимската кампања, каде што им посочувавме на граѓаните да се прилагодат кон условите зимски на патот, голом разица. Кога беа новогодишните божикните празници, апелиравме за употребата на алкохол, дека доколку употребувате алкохол немојте да конзумирате алкохол. Така и да внимаваат на своите деца, во Сега, однос на да. нели детски седишта. Детските седишта се како дел од оваа кампања во моментот врзи појас или стави појас, каде што им посочуваме дека до 2 години е обавезно да се носат тие заштитни седишта, дека деца до 12 години мора да седат назад и да се вржани покрај тоа седиште заштитно. Значи кампањите ги имаме континуирано. Се обидуваме и успеваме, има резултати, да ја подигнеме јавната свест, да ги информираме луѓето, да ги подсетиме и да им посочиме што ќе се случи доколку не ги спроведуваат овие препораки кои ги даваме. Сообраќајната незгода за некој полесно е да се протолкува како судбина, но повеќе се работи за недостаток на свест и одговорност, лоши возачи, можеби лоша инфраструктура. Но епилогот е многу крв, многу загубени човечки животи, голем број лица со трајни телесни повреди, уништени семејства, огромни материјални загуби. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата порачува секој учесник во сообраќајот да размисли за сопствената одговорност во сообраќајот и да се запраша дали со својот начин на однесување може да го загрози сопствениот живот или животот на некој друг. Животот е еден и нема цена, а сообраќајните незгоди не даваат втора шанса. Затоа бидете одговорни возачи, покажете како се сака животот. Имајте убав пат и возете внимателно. Процесот на рехабилитација никогаш не завршува. Со такви тешки телесни повреди ти треба долг процес на опоравување. Како изгледаш? Колку време траеше? Па да кажам дека таа рехабилитација никогаш нема да заврши, например, остануваат трајни последици. Добро, јас бев студент на факултет за физичка култура, бев многу активен, пред се рекреативно. Меѓутоа, да кажеме професионално од тој аспект кога би сакал нешто да правам, сигурно дека сум бил оневозможен и сум. Имав многу забрани од лекарите, не смеш тоа, не смеш ова, не смеш она. Меѓутоа, никогаш не сум сакал да ги слушам во целост, фала Богу што сум бил во право, но укажувањата секако, превентивно. Верував дека може да се направи повеќе од тоа и мило ми е што излезе дека е повеќе од тоа. И се надам дека сите овие години, овие 28 и речите 29 од таа случка, се она што го правам, и сами од себе си докажувам дека и после една таква стравична ситуација дека може да се функционира. Да се функционира, да не пречиш на другите, може би да бидеш и пример на другите, но пример пред себе си, да знаеш колку можеш, што можеш, да знаеш што не можеш и докаде можеш да одиш во тоа што го правиш. Колку месеци или колка временски период после сообраќајната несреќа ти се враќаш на работа? Тоа беше значи ноември. Ако беше 10 ноември, ја имав истата вечер тие две операции, после 25 дена уште една, за да ми го спаса токото, што тоа беше покритично од ногата, односно не се знаеше што е покритично во тој момент. Потоа не смев да се исправувам, па почнав во количка, па малку со штаки, патерици, како се вика македонски, па со една, али почнав да одам малку побрзо од тоа што ми предвидува, почнав да одам на базен. Значи на базен Карпош, постојано во тој малиот базен, одев во вода, зашто водата е погуста средина, а пред да одам таму, заборев да кажам, на Завод за рехабилитација во Козле. Тие 20 на 25 дена кога што бев многу ми помогна, сите терапии што тогаш ми ги овозможија, ми помогна да почнам да функционирам, да се исправам значи на штаки, а после тоа продолжив на базен. Ја на базен, да речам, израснав, на базен, на кеј, по игралиште и така натаму, тоа не ми беше проблем. И ментално, мислам дека во тој поглед,
многу полесно го поднесав сето тоа што ми се случуваше. Па дојде до ситуација наместо 9 или 10 месеци до застанување на нозе, јас можеби за помалку од 5 месеци успев да застанам на нозе. Значи беше така и ги фрли буквално двете. Се вратив и на факултет, таму веќе бев абсолвент. За среќа моја, немав многу практични предмети, имав само кошарка, но па се опоравив нормално положив. Меѓутоа и на работа каде што бев хонорарно ангажиран, исто така барав предизвик, барав да имам ангажман за да помалку мислам ново. Колку имате повеќе во такви тешки моменти ангажмани, тоа е една добра школа, една добра порака за секој. Кога сте во тешки моменти, барајте ангажмани, тие ќе ве вратат во нормално. Ако очајувате, се жалите само дека нешто имате проблем, секојаш проблем ќе имате. Проблемот никош нема да ги нема. Да завршат. Да. И сам спомена дека си бил физички многу активен. При тоа почнуваш да работиш една професија во која што е важен изгледот. Ти се појавуваш на малите екрани. За човекот што е физички многу активен и при тоа важно е како изгледа. Какви беа психолошките борби кога помина тој прв процес на рехабилитација, кога поминаа тие први неколку месеци, кога свати колкав период ќе ти биде потребен за да застанеш на нозе, за да застанеш пред камерите? Се бореше ли со некакви сопствени демони и во глава и генерално? Се бореше ли со некакви туинакви емоции? Па освен болката што не сакам да ја споменувам, физичката болка која секојдневно беше присутна, таа воопшто не сакам ни да ја споменувам. Нормално дека на психолошки, на ментален план морате да се изборите сами со себе. Дали е дење, дали е ноќе, се будите и сваќате дека вие не сте истиот што сте биле до скоро. Дека се она што сте правеле ќе биде лимитирано, можеби максимално оневозможено или минимално присутно од она што би било вообичаено, да кажеме, до тој момент. И прашање која ќе биде сега границата која ќе си ја поставите следна. Да, нормално дека ми беше, например, заради окото голем проблем, затоа што 2 операции едва и успеа да го спасат. Изгледот негов, натрешен, малку се разликува од нормалното, да кажеме, меѓутоа воопшто тоа не ми беше проблем. Многу тренирав како да изгледаат двете, да бидат симетрични, иако лекарите велат дека речиси не постојат два симетрични органи, па други ни раце, ни нозе и така натаму. Меѓутоа, за да се појавиш на екран и за да не ги, да не кажам, плашиш луѓето, туку да им биде пријатно кога гледаат, кога слушаат, треба навистина да се потрудите, особено по една таква случка. Не сакав и се уште не сакам да носам наочари или некои леки. Јас после тоа бев и година и пол речиси во Канада, кај што ми беа изработени специјални леки, меѓутоа поради специфичноста на повредата и како скршено стакло, ајде сега малку грубо кажено, делува, колку и да е тоа зацелено и залечено, ако ја ставам лекјата имам проблеми малку по, ајде речеме, затворено, позамижено. Мене лично ми сметаше, вака не ми пречи, еви на лекарски кога одам, да функционирам како функционирам. Другото е, фала Богу, 100% окей. И ова е доволно добро за да не треба да носам наочари и се уште одолевам, да кажем. Цело време на компјутер, пред телевизор или дома или некаде гледаш, правиш и така натаму телефони, затоа што така сите функционираме повеќе или помалку. Но мислам дека менталната цврстина, менталната сила што треба да ја има секој, да ја пронеде во себе, а обично ја пронаоѓа во тешки моменти, доаѓа до израз. Јас, например, карактерно не сум се сменил, се анализирав многу и во тие моменти и после и секојаш. Гледам да бидам цврсто на земја, ништо посебно, работам јавна работа во ред, меѓутоа треба секој ден е испит за себе, секој настап е посебен настап, како во спорт. До вчера ако победуваш, сега губиш, веќе не си тој. Не да е Реал Мадрид, не да е Ливерпул, не да е Бајер Мюнхен или било кој во фудбал или да не зборам сега поединечни спортови. Еве, бокс имаше пред некој ден, шампионот што немаше пораз 43 борби изгуби, сега веќе не е интересен. Значи, морате да сте постојано на висина на задача, како и вие со вашата емисија. Секоја емисија мора да биде на одредено високо ниво, ако веќе тоа ниво е достигнато, за да не опадне ни гледаноста, ни присутноста, ни мислењето кај тие што абсорбираат она што вие го правите и сите ние генерално што го правиме, едноставно морате да бидете на тоа ниво. Поентата ми беше менталната цврстина мора да биде она кај секој човек со која што треба да се избори сами од себе си, да дојде до израз на највисоко можно ниво во дадена ситуација, колку и да е тешко, колку и да е напорно, колку и да е густа агендата, дневна, неделна, месечна и така натаму. Колку и да е работата
стандардна или нестандардна. Еве ја, например, имам нестандардна работа, може да кажем. Не се од 7 до 3 или од 8 до 4. 24 сати, помалку или повеќе треба да си на готов, дали со пораки, дали со телефони, дали со настапи и така натаму. Меѓутоа, фала Богу, до сега функционираме како што функционираме. Сами ја спомна менталната подготвеност. Колкава психичка подготовка ти требаше за повторно да влезеш во автомобил? Имаше ли некаков страв во тебе кога требаше повторно да седнеш и Ништо. сам да возиш? Само ми требаше во глава да сватам. Тоа е како што реков, испит, секој влегување во автомобил е испит. Секој излегување надвор од прагот е испит за оној кој што оди. Испит на будноста, испит на свесноста. Значи, колку коли поминаа тука автомобили, точаци, велосипеди, ајде, пешаци и така натаму, колку да прави прекршици, тоа не знам. Меѓутоа, сериозно, значи секој треба да одговара за сопствените постапки, како што и во животот генерално. Така и ова. Значи, уште бев на штаки, уште окото ми беше затворено, јас седнав да возам, сакав да возам. И сакав да се справам со тој момент, да не чекам да ми проработат двете нозе, двете очи и така натаму. Не, сакав да возам. Сакав самиот да се тестирам колку ќе бидам уплашен или не. На крајот на краиштата, мене ми е жал што беше така. Јас бев патник во таа сообраќајка, од задното седиште. Не би сакал да се навраќам кај сум отишол преку шофершено и така. Меѓутоа, во овие години, 30-тина колку што возам, имало многу случаи во кои што можело да биде вака или така. Делот од секундата, вашата реакција, свесност или несвесност, одговорност или некоја што имате во даден момент, ќе задзвони телефонот, ќе каже некој нешто, ќе слушнете радиото, ќе во расположи, не знам, уморни сте или не сте. И свесноста на тие околу возила кои што се пешаци и така натаму, сето тоа ги прави овие ситуации такви какви се. Но ако еве со ова што го зборуваме, а јас не сум сакал да зборувам за оваа работа никогаш до сега, имало обиди за такво нешто, најмногу ме поттикна еве вашето апелот, кој што може би од ова што ќе го гледаат некои од гледачите, во даден момент, кога мислите дај да стигнам побрзо, дај да направам, не брзајте. Некојаш и јас брзам. Јута, гледате да се прилагодите на условите на патот. Тоа е пред се, ми се чини, и најважното, не црвено, зелено и така, нормално црвено не може да пројдете. Меѓутоа, условите на патот го диктираат нешто. Ако некој друг вие загрозува безбедноста или немате можност, прикочете една минута, ништо не менува. Една секунда може да ви смени. Дел од секундата може да го смени цел живот. Многу ми е жал што многу други, јас сум еден обичен човек, кој што може би работи јавна работа, па од тој аспект е поинтересно да зборуваме за ова. Меѓутоа многу други луѓе кои што работат исто така одговорни работи се, за жал поминале многу полоши. Жал ми е за тие. Од овие спортските, да кажем, идоли, се сеќавам кога се пресеков кога слушнав за сообраќајката на Дражан Петровиќ. Да не зборуваме за авионската несреќа на председателот Борис Трајковски, кој што во овој период се случи тоа што ми се случи пред 16 години. За Тоше Проевски, како помал брат, го чувствував и мило ми е што го знаев. Сега за Коби Брајант, без разлика што хеликоптерски. Значи, тие се моменти кои што некои врвни истакнати луѓе, идоли на многу генерации отишле. Има и други, нормално, сега јас само кажав неколку, кои што ве тераат да размислувате, морате да размислувате. Сите ние не знаеме колку ќе траеме. Меѓутоа сме одговорни да го правиме тоа што треба, кога сме на улица, кога сме надвор, па и кога сме дома и било каде. Дали си во кафич, дали си има начин, правила на однесување. Да, притисоци имаме секакви, знаеме како живееме, знаеме во какви стресни времиња. Меѓутоа тоа е тоа. Сите ние сме одговорни за своите постапки. Никој не е одговорен за нашите постапки. После една ваква голема животна промена, сигурна сум дека се менуваат и приоритетите и генерално поимањето на животот, на проблемите, на она што е важно, на она што е неважно, на кого посветуваш внимание, на кого не посветуваш внимание. Колку тебе ова те промени како човек? Па, карактерно, мислам дека воопшто не ме промени. Секогаш сум бил тој што сум. Значи, карактерот е баш она, барем по мене, тоа што навистина го имате, може само да се надоградува со искуства, како личност, одредена личност. Карактерно, барем за себе ќе кажам, воопшто не сум се променил. Се трудам, како што реков и претходно, да стојам цврсто на земја за се. Меѓутоа, мислам дека ментално
многу сум потврд, затоа што сум морал да ги правам некои работи во кои што сум минусиран со ова што, да кажеме, се случило. Не мислам на тоа, иако тоа е неизбришлива трага во мојот живот, остава неизбришлива трага и се обидувам со луѓето кои што комуницирам ако дојдеме до одредени теми, да им укажам, не дека јас сум многу паметен што ми се случило тоа, па сега ќе попувам и ќе држам предавања. Не, да им укажам колку е важно да го имаат она што го имаат. Да, нормално дека секој има амбиции да прави едно друго, меѓутоа секогаш бидете свесни, концентрирани колку да ви изнервирал некој на улица, на работа, не знам, дечко, девојка, дома или надвор или било каде. Ама здравието, животот ти е најважен и затоа чувај го. Чувајте го, затоа што нема друг живот. Друг живот може би има, ама не во ваква форма во која сме сега. Има реинкарнација или не, тоа не сме надлежни да зборуваме. Меѓутоа, не знам како ќе бидам сватен. Јас дојдов до работа, може би и малку повеќе. Јасно ми е одамна како можело да биде. Може би на никого не би му недостасувало, освен на моите најблиски, на семејството, на понекој познат, другари и така натаму. Меѓутоа, го имате животот и обидете се да бидете одговорни за сопствените постапки. Тоа е како е, да речеме, некоја порака. За крај ќе се обидам разговорот да го завршам малку по-позитивно, без оглед на тоа што приказната има друга мотивирачка порака, меѓутоа ти 20 години си дел од она училишно образование. 20 години работиш со деца на нивната физичка активност и на образование. Федерација на училишен спорт, таму помагам во афирмативниот дел, да кажеме, која што тоа е една благородна и благодарна работа, затоа што тоа е федерација во која што децата се нашето богатство, децата се нашата иднина, и сегашна, но и иднина. Ние мораме да ги воспитуваме. Прашањето ми е во однос на воспитувањето. На што ги учиме ние денешните деца, затоа што мислам дека не сме свесни колку е важна физичката култура. Учи на здрав живот, учи на дисциплина, учи на многу работи кои што денешниве генерации некако како да ги подзабораваат. Ти од другата страна, односно од страната која што треба да воспитува и да образува, на што ги учиме денешните генерации? Па мојата струка, па еве и професијата е поврзана со, спортот. Спортот е нешто најблагородно нешто. Спортувајте, рекреирајте. Рекреацијата е можеби најздравото нешто. Оние кои што се предиспонирани за спорт, самите ќе видат колку се подобри или по-слаби, да кажем, од конкуренцијата. Порака некоја не само за децата, туку за сите граѓани. Прошетајте, движете се, имате можности, дали на кеј на Вардар, дали по парковите, дали со џогирање, дали со велосипеди, ролери, не знам, на било кој начин. Дали во овие, да речеме, теретани сега, вежбални кои што ги има на сите страни, исто така на водно, било каде. Тоа е нешто што го одржува и човекот и во психичка и во физичка смисла на зборот. А нормално за децата па најмногу, затоа што овие сега современ начин на живење, мобилни телефони, компјутери, едно друго, сето тоа е неодмилнив дел и ние тоа го имаме и сега може би 20 на минути ги ставиме на silent, ќе видиме после кој се не барал. Меѓутоа и за тоа има време и за се друго има време. Ама најмногу за здравието. Ако го очувува здравието, така и имунитетот и работоспособноста која што ќе имаат во текот на животот ќе биде на многу повисоко ниво. Една навика која што мислам дека и на исток и на запад, не е битно колку е државата богата или не, битно е колку се тука свесни граѓаните, а со тоа граѓаните зборуваме и во едукацијата на сопствените деца и системите на образование, да им пренесат дека тоа е исклучително важно за нив како личности пред се. И подобро да изгледат и да бидат поспособни, поотпорни на сите овие секојдневни, да кажеме, и можности кои што може да им го загрозат пред се здравието. Ти благодарам многу за тоа што сподели твојата приказна и се надевам дека ќе успееме барем мал дел од нашите гледачи да ги едуцираме, меѓутоа и да ги освестиме дека при секое влегување во кола мора да бидат максимално свесни и фокусирани. Да, би сакал да кажам уште еднаш, една секунда може да ви го смени живот, или дел од секунда, а тоа е навистина страшно. Го сум го почувствувал многу пати, летови со авиони и со разни превозни средства и така натаму, ама кога зависи од вас, правите го тоа што можете да го правите на најдобар можен начин и да не го загрозувате ни вашето ни здравието на други. Ако ова нешто значи, се надевам дека во дадена ситуација кога некој чувствува нервоза, емоции, било какви едно друго, никогаш не дозволувајте да ве надвладеат тие емоции. Вроден имунитет против сообраќајни незгоди нема.
Не можете да се вакцинирате, ниту пак било како поинаку да се заштитите од нив, иако не секогаш зависи од вас. Но она што сите заедно можеме е да бидеме совесни учесници во сообраќајот, без разлика дали сме пешаци, велосипедисти или возачи. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка.